Европскиот обид за посредување во македонско-бугарските односи на самиот почеток најде на сериозна пречка. Во Бугарија, според првичните изјави, не помина предлог документот што денеска и во Софија и во Скопје го презентира Аугусто Сантош Силва, министерот за надворешни работи на Португалија, земјата председавач со Советот на ЕУ, и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. За Бугарија, спорно во документот, како што веќе се анализира во Софија, е проблемите меѓу двете земји, наместо во преговарачката рамка, да се решаваат низ процесот за стабилизација и асоциација, што ќе и оневозможи идни блокади ако смета дека земјава не ги спроведува преземените обврски. Очакваме од нашите најблиски соседи Очекуваме од нашите најблиски соседи во регионот да работат во дух на искреност и конструктивност. Сакам да потенцирам дека за оваа тема не може да се очекува промена на националната позиција на Бугарија во однос на Северна Македонија. За нас од клучно значење е одржувањето на добрососедски односи и добивање на неопходни гаранции за спроведување на договорот за добрососедство. Средбата во Скопје, според изјавата на премиерот, поминала подобро. Заев смета дека понуденото е добра основа за договор и почеток на преговорите за членство. Важно е дека во овој момент јасно и одговорно можеме да кажеме дека предлогот е добра основа за постигнување решенија за проблемот, решение со кое ќе се отстранат сите пречки и ќе се отворат преговорите преку одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија. За нас особено важно е што со ова предлог решение никако не се допира и не се навлегува во нашиот македонски идентитет и нашите идентитетски прашања, со што нашата круцијална позиција е задоволна, а силно сме убедени дека предлогот е добра основа и за круцијалните позиции на Бугарија. Председавачот со Европската Унија во изјавата не се реферираше на каков било предлог документ, само кажа дека било важно да се одржат вакви политички консултации со двете страни. Наша цел како председателство на Советот на ЕУ е од сите земји членки да добиеме одобрување на преговарачките рамки на Албанија и Северна Македонија и така да ги одржиме првите меѓувладини конференции со двете земји. Дали тоа ќе се случи зависи од исходот на овој најнов во серијата обиди за одоброволување на Софија и изнаоѓање решенија за чувствителните прашања на начин прифатлив за двете страни. Рокот за компромис за земјава да не остане заглавена на подолг период е до крајот на јуни. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.